Значи, победи Вахиде! Доста! Ќе пукаме уште еднаш. Реков ќе пукаме уште поеднаш. Како тоа ќе пукаме уште еднаш? Тоа што го реков ќе пукаме уште поеднаш. Тоа реков, не разбираш? Изгуби, не должи веќе. Си го пуштила многу јазикот, Керко, млекарке. Сакаш да ти го пресечам, а? Димитри, претеруваш, прибери се. Алекс, ти немој да се мешаш, не е твоја работа ова. Димитри, не ме нервире, знаеш дека не се шегувам. Знаеш и ти, и јас не се шегувам. А? Дојди ваму да разговараме. Фрли го оружјето. Зарифе, застани зад мене. Ти кој си? Ќе ти го разнесам мозокот пред да дознаеш кој сум. Кажи му да го фрли оружјето. Фрли го, Иван. Добро, добро. Алекс! Тргни се! Алекс! Дадо, застани! Дадо! Рамиз Ефенди, дозволи ми да почнам да зборувам. Ти не зборувај. Рами, сега, со почит чекам, но прво сакам јас да зборувам. И ти не зборувај. Рамиз Ефенди, за свадбата. Каква свадба, бе? Па свадбата е мојата и на Хатиџе. Не, оваа работа вака не оди. Рами, сега, со Божја волја и Не викај, луда, кажа, не викај! Ќерка ти Хатиџе ја барам за жена. Бе, ти будала еден. Ја барам, пак ја барам. Зато што зборуваш седни, ајде. Ти ќути. Хасан, во свеќа ќе те претворам, така да знаеш. Ништо не ми можеш. Рами, сега, ќерка ти ми ја даваш. Ја барам. Само мене ми ја даде. Мене ми ја даде. Како бе тебе ти ја даде? Мене ми, бе, ти мене ми ја даде. Реков мене ќе ми ја Глупав даде. еден, ти реков мене. Рами, сега, знам, многу ти сгреши. Фатма! Многу ти изгрешив. Ама јас керка ти Хатиџе, многу ја сакам. Згора на тој повеќе ја сакам од тој Касапов, а изгора на тој Хатиџе мене ме сака. Здраво, живо! Здраво, живо! Господјо Фатма, дојдов да земам бакшиш за Рамиз бајрам. Ефенди, да те подсетам, ти мене ми имаш нешто ветено. Рами сага, ми ја даваш ли керка? Аман бре човеку, тој мене ми ја даде Мене Хатиџе. ќе ми ја даде керка му, Рами сага. Мене ми ја даде. Бакшиш. А па ти реков, мене ми ја даде. Мене. Реков мене ќе ми ја даде. Ми ја даде. Достане! Тебе не ти ја давам, керка ми. Ете, виде. И тебе не ти ја давам, бе. Бакшиш! Е, сега ќе видите кому ќе ја дадам Хатиџе. Бакшиш! Ќе му ја дадам на тапарарот. Мајко! Тато! Што е? Да. Тето, бргу донесете топла вода, алкохол и газа. Ајде, дојди. Побрзајте! Земи ги овие. Ајде, побргу. Ајде, побрзај. Трчај, донеси едно кебе одгоре, ајде. Ајде. Ајде, Керко.
Побързо, Айде, побързо. оди горе. Айде, 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 побързайте. Айде. Айде. Господе, не ми ја земај ќерка ми. Боже, слушни ме. После ова нема да посакам ништо од тебе. Ме слушаш ли? Не земај ми ја ќерката. Намик, доктор ни треба. Викнете доктор за ќерка ми. Влезете. Имало тепачка на прославата. Некој си Димитри ја застрелал Вахиде ќерката на млекарот Рамис. Што зборуваш ти, господин офицер? Внукот на господин Рамис бил таму. Тој однел Вахиде дома. Ајде, ајде, побрзе. Додиме. Ве молиме, поитна постапка, некој што го познава младиот студент по медицина Мустафа, да се испрати од Истанбул во местото Песочан. Стави точка. Да видиме сега што ќе прави Намик. Запиша? Да, господине. За оваа телеграма не сакам да дознае господинот Кајмакам. Господине. Реков да не дознае. Дали добро ме разбра? Убаво. Командиру, имало инцидент на местото на прославата. Вооружен напад. Како можеше да ми го направиш ова пред очите на сите? Ги избербати работите. Петрус, се заради тоа турското дете и тој дечесниот Алекс, се заради нив. Слушај, довечер сокри се тука, кога ќе се стемни, мораш да си одиш. Не можеш повеќе да останеш тука, добро? Што е тоа? Вахиде, сакам ова да го стегнеш силно со забит. Хасан, многу ќе те боли да знаеш. Ке издржам. Алекс, ти држи ја за нозета. Во ред. Вахиде? Издржи, Вахиде. Алекс, Хасан, држете цврсто. Држам. Стегни ги завите, Вахиде. Дојди Кајмакам. Видели Кајмакаму? Што сега ни се случува нам? О, готово. Готово е. Димитрија застрела Вахиде. Оној внукот на Рамис ја зеде и ја однесе. Намик? Да, Намик, внукот на Рамис. Джезми ќе дојде овде. Не треба да те види ваков. Мора да го сопрам крварењето. Ако не го сопрам крварењето,
Господа чува. Мамо. Добра сум. Добра ли си? Вахиде, уште малку ќе отворам раната. Ќе те заболи многу силно. Издржи. Ќе издржам. Алекс, Хасан, Нема потреба. Вахиде, Остави ме. држи се цврсто. Црниот Ѓорѓи и неговите луѓе. Утре вечер ќе се собираат во близината на Ресен. Кај ридот Бакџи баба. Ти и твоите луѓе можете да одите таму. За жал, Црниот Ѓорѓи минатата недела се судил со потерата и при тоа изгубил неколку своји луѓе. Добро. Ама ќе треба да ми најдеш еден конј. Ти не вели гајле за тоа. Јас дома доволно куршум и сокрив, ама не можам ни до таму да отидам. Добре. Не грижи се ти за тоа. Ајде, јас ќе сторам се што можам. Каде се? Таму. Да не сте врнале? Нека е нарно, командиру. Може ли да ми кажете за кого сте дојдени тука? Јас... Слушнав дека Вахиде е застрелена. Да. Не е ништо сериозно. Мала гремнатинка. Мала гребатинка, малецко нешто. Дојдете да поразговараме малку. Вахиде? Почнавте веќе да ме нервирате, командире. Јас многу добро знам зошто сте дојдени овде. Но додека се занимавате со овие работи, очекував да го фатите тој млад човек Димитри. Се прашувам, го фативте ли? Господине, јас... Ако ви избега тој човек, тешко вас, командире Джезми. Тешко вас. Сега со здравје. Што се случува во нашата територија, Паша Ефенди? Што се случува, Исмаил Паша? Бугарските и грчките банди фрлаат копја наоколу. Фрлиле околу на нашиот престол. Унијата на предокот се организираат во Солун, во Битола, во Македонија. Дури и изродите што сакаат да не убијат, бегаат во Македонија да се сокријат. Тоа, Паша, не ли е повеќе земја на Османиската империја? Или ние погрешно знаеме? Дали заедничкиот живот е слобода или животот како поединец? Каква штета. Многу лошо ќе пишуваат за мене во историјата. Далеку од тоа, султану. Не, лошо ќе пишуваат. За нашето владење ќе речат време на абсолютизмот. Вината ни е во обидот да живееме сите заедно. Ова повеќе нема да го игнорираме, Паша. Ќе превземеме одредени итни и строги мерки. Го разрешив Абдул Керим Паша.
Наместо него, одлучив да го испратам Мазхар Паша, човек со железна тупаница. Мустафа, што ќе се случи? Дали ќе биде добро Вахиде? Кажи. Чичко Рамис, Вахиде изгуби многу крв. Ако ја преброди ноќ, ќе се опорави. Ама сега се што можеме да направиме е да се молиме и да чекаме. Вахиде. Голабице моја. Јагленце моje. Погледни, татко ти е до тебе. Дај ми ги рацете, дај ми ги. Јас ќе ги држам цврсто. Никаде нема да те оставам да одиш. Голабице моја. Господи, Господи. Господја Фатма, нека ви е со помин. Како е нашата господица? Да се надеваме дека ќе биде добра. Фатма, ако затреба нешто, кажи, тука сме. Ти благодарам многу, господја Бедија. Многу ти благодарам. Тука сме. Веќе е досна да си одиме ние. Останете ми со здравие. На сите ви се заблагодарувам. Алекс, синко. Ајде. Пријатно. Остани со здравје, дада Фатма. Ти благодарам, Меријам. Ти благодарам и на тебе, синко. Што правите вие тука? Зошто не отидовте по Димитри? Ја пребаравме неговата куќа командиру, ама тој избегал. Излезете надвор. Излезете и не враќајте се без него. Бато? Намик тој што го бараат. Ајде. Ова е за тебе. За сега толку. Кој е тоа? Ти остави тука. Кој е? Джезми, отвори ја вратата. Нека е нарно, командиру. Што се случува? Каде е Димитри? Димитри? Не знам. Господине Петрус, до сега ги затворав очите за секоја ваша работа, но не и овој пат. Кога ги броеше парите, вака не зборуваше? Замолчи! Е, тука, а? Тргни! Не, тука се колнам. Не зборувај. Отвори ја вратата полека и повторувај по мене. Нема ништо значајно. Нема ништо значајно.
Нема никој. Черешко Чорня вишничко пролет bez bir fırtına Знам дека ме сакаш. Како велат, Господ им прави проблеми на тие што ги сака. Но ова е нешто друго. Ова е тага за чедото. Срцето ми се кине. Господи, те молам, нека живее моето јагненце. Ако имам некаков долг за нечи живот, тогаш земи ме мене. Земи ја мојата душа, остави ја ќерка ми. Како велат, Бог прави, другите се чудат. Боже, колку убаво зборуваше маш ми. Бог го прави тоа, а неговите слуги се чудат. Убаво, убаво ја почна молитвата, но потоа ја расипа. Господе, смилувај се за ќерка ми, но и за маш ми смилувај се. Амин. Виро, што се случи? Дома ли е Владимир, Чичо? Дома е. Добро е, тато. Ајде, оди ти легни си. Легни си да спиеш. Што правиш, Димитри? Добро е, бате, добро. Што ќе правиме сега? Насекаде вас се бараат. Се е поради оној изрод. Слушайте ме сега добро. Ќе го најдете тоа куче, внукот на млекарот Рамис или кој да е. И донесете ми го. Нека разбере што значи да се плетка со Димитри. Што ќе правиме ние? Стрелата веднаш да биде фрлена. Ние ќе одиме во планините. Ќе се здружиме со четата на Црниот Ѓорѓи. Тоа куче ќе ми го донесете таму. Ме разбравте ли? Алекс. А Алекс бе? И не му покажете му го местото. Добро утро, татенце. Вахиде, ќерко, голабице, се разбуди. Се разбудили? Вахиде се разбудили. Мојата Вахиде се разбуди. Катиќе! Тато, дојдете тука. Сестра ми се разбуди. Се разбуди. Дојдете да ја видите сестра. Зарифе, ќеркички. Ај. Ама не ја факајте. Чекајте, оставете ја малку, бре. Дојдете. Да се радуваме малку. Ајде да се радуваме. Да, радувајте се оддалеку. Ајде, како си, Злато? Мустафа, да си жив и здрав. Ја спаси Вахиде, ти благодарам. Од срце. Да си жив и здрав, синко. Вие бидете живи и здрави. Јас го направив тоа што требаше. Дојди, седни до мене. Керко моја. Изгорев за вода, мајко. Што рече? Изгорев за вода, рече. Изгорев за вода, рече. Ајде, Добро, ајде, Душо.
Огладне ли, а? Чекај, што сакаш да ти сготвам? Чекај, не кажувај ти, да не се измориш, јас знам. Мајка ти знае што сакаш. Ти сакаш јајла, чорба, еве сега јас ки ти направам, да. Ти сакаш најмногу сакаш пита од зелје. Ајде, кажи ми, подготви ги јуфките. Чекај, ќе направиме 2 пити. Ќе направиме и обична пита и вртена. Не викај толку многу викаш на главата на девојчето. Ќе викам колку што сакам. Ете, Господ ја спаси кирка ми и јас ќе викам колку што сакам. Добро велиш, викај ма, викај! Викај! Добар ден, господине Кајмакам. Дали го фативте Димитри, командире? Се уште не, господине. Што значи тоа? Знаете каде е човекот? Како може да ти избега? На трага сме му, господине Кајмакам. Бевме многу близу. Но тој не рани мајко, ни избега. Каде би можел да оди? Каде би можел да се сокрие? Можно и да избегал во планините. Ако е навистина така, тогаш не би можеле да го најдеме. Тогаш и вие одете. И да се отвори земјата и да пропадне во неа, ќе го најдеш него, командире. Немој да се вратите без него. Но, господине... Ме слушнавте, командире. Кога ќе видам уште еднаш, ако Димитри и неговите луѓе не се покрај тебе, тогаш може да се збогувате со униформата. Може да излезете. Реков, излегувајте. Хатидже, ајде, Керко, донеси ми малку јогурт. Добро, мамо. Ајде. Зарифе, ти каде си го оставила сукалото? Каде се те псиите? Само му го менуваш местото. Хаос ми е во главата. Таму, мамо. Прашувам каде, а ти ми велиш таму. Да, ти велам таму. Добро велиш, точно кажуваш. Ама седиш, не ми го донесе. Само ли да дојде во мојата рака? Тоа само не може да дојде. Затоа јас сега ќе одам да му го покажам патот на сукалото. Емине, Пембе, ајде донесете ги јајцата. Добро, мамо. Ајде брзо, побрзајте, ајде. Не викај. И ја направи гладата на како казан. Мене ми зборуваш, а? Човече, викаш повеќе од мене. Не, ти не викаш, туку пееш. Еве, од тајар бетер пееш. Ајде. Боже. Дали те боли некаде, мила? Имам болка во градите, татечко. Ама не е толку страшно. Мустафа, вели има болка во градите. Нормално е, чичко Рамис. Нема да паничиш. Така ли? Черка ми гори. Ова девојче гори. Чичко Рамис, нормално е да има температура. Машала добро изгледа. Така ли? Не. Јас ќе донесам една крпа, да ја ставиме на челото. Донеси крпа! Господине Рамис, зошто не одиш денеска на работа? Зошто седиш дома? Зошто ми се плеткаш низ нозе? Де така, де онака? Како да одам? Зошто? Како да го ставам девојчето? Боже ми, има некоја корист девојчето од тебе. Си слетел наглава, не може на мира да дише. Ајде, оди и слетај во Песочан. Ајде, оди. Чичко Рамис, јас ќе бидам до неа, не грижи се. Не оставај работата. Ајде. Добро утро. Добро утро. Помини. Нека со помин да Фатма. Благодарам. Како е Вахиде? Добре. Ова, јас донесов сутлиеш. Бидејќи Вахиде го сака. Ти благодарам многу. Господине. Нека е со помин Вахиде. Добро утро, господине Рамис. Добро утро, Алекс. Дојде ли? Како е Вахиде? Влези. Добре, помини. Добро дојдовте. Добро ве најдовме. Господине Рамис, зошто се уште си тука? Зошто јас се уште те гледам тука, а? Гледаш ли? Кажи, ајде. Но паметот ќе ми остане тука. Велом, ајде. Одам. Ајде. Добре дојдовте. Нека е со помин. Да завршам некоја работа, веднаш ќе дојдам.
Сигурно много я боли. Пушка ли беше? Пиштол, пиштол. Слушнавте ли што се случи? Слушнавме. На надпреварот Димитри ја застрелал ќерката на млекарот Рамис. Да, ја застрелал, но лесно е повредена. Девојчето е многу добро по настанот. Но намик, многу лошо го истепал Димитри. Кај макамот многу се изнервирал. Знаете дека помеѓу него и млекарот Рамис ни вода не протекува. Големиот кајмакам стана другар со млекарот Рамис. Така е, му се изнавикал на командирот. Му рекол, ќе ми го најдете тој Димитри. Командирот насекаде само се вртка. Добар ден, чезми командиру. Што бараш тука? Вие гледајте си работата. Продолжете. Не две, 4 очи отворил. И овде едно, и овде. Ај повтори ти уште еднаш. Ајде, кажи ми. Да не сакате нешто да кажете? Одете вие напред, ќе ве стигнам. Господине Джабар. Повели, што сакаш? Да поразговараме малку. Се разбира, дојди. Господе, ти благодарам и се смилува на ќерка ми. Сите не израдува. Знам дека ти ветив нешто. Знам дека реков, земи ја мојата душа и ќе стојам на зборот. Види, само чекај бе, би рекол за ова ветување, да размислиме пак како сакаш, а? Што велиш ти? Доста бе! Зборувам со мојот Господ. Што велиш ти? Се разбравме ли? Ти благодарам. Види, и кравата се израдува дека неговата вахиде захрепна и колку обилно млеко дава. Види. Господине Джабар, знаеш дека те почитувам. Знам дека и ти мене ме почитуваш. Истина е, те почитувам. Сега раскажи ми, господине Джабар, што се случи кога Намик ја донесе вахиде дома? Во која смисла, командиру? Ти не беше таму? Да, таму бев. Ти благодарам. Како што слушна вахиде, керка му на оној Рамис била тешко ранета. Да. Велат дека куршумот ти заглавил во рамото. И мене тако ми се виде. Но како се спаси девојката, господине Джабар? Без лекар, без лекови. Како оздраве, така наеднаш. Оној Намик, тој да не ја спасил девојкава? Ако да ја, што ја спасил, што има во тоа лошо, командиру? Ти зар ништо не слушна? Сите знаат дека барам еден бегалец по име Мустафа. Не разбирам зашто мене ме прашуваш. Како и да е. До гледање, господине Джабар. Имај пријатен ден, командиру. За здравје. Се радуваш, ќабуш. Ако. Радувај се. Си одиме. Ајде, си одиме. Ајде. Рамисага! Ај, не ме слуша. Рамисага! Каде ми се кондурите, бе?
Рами сага! 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 Ти во градот одиш, а? Па и јас одам таму, ај заедно да одиме. Рами сага, знам дека си луд. Многу грешки ти направив и сега не можеш да ми ја дадеш Хатидже, ама јас ја сакам. Одиш и ти терај си ќамуш. Добар ден, Рами Сага. Не слуша. Оглуве, но јас ја сакам Хатидже. Ти слушна нешто? А, не слушна? Рами Сага, послушај ме малку, во право си, јас сум сиромашен. Не сакаш да ми ја дадеш Хатидже, повторно си во право. Но јас ја сакам Хатидже. Јас ја сакам Хатидже, и ако ми ја дадеш, и да не ми ја дадеш, пак ќе ја сакам. Јас би сакал лицето секојаш да ја насмеано, да не плаче. Сакам секогаш да ги дадам најубавите нешта на овој свет. Но таа кога плаче, мене срцето ми се кине. Ама ти си знаеш, Рами Сага. Како ќе кажеш ти, така нека биде, Рами Сага. Од каде се појави ти во мојот живот? Од каде се појави? Турпија на мојот живот. Во градот ли одиш? Јас одам во градот. Дојди, ќамуш, дојди. Дода Фатма, ако ти затреба нешто, нека ми известа девојчињата. Благодарам, Меријам. Ајде, нека се помине. Ајде, ви благодарам. Ајде, се помине нека. Нека се помине. Алекс, кој е овој Димитри? Го познаваш ли ти? Го познавам. Го познавам од неговото детство. Ние заедно пораснавме. Му се знае ли местото на овој? Морам да се пресметам со него за една работа. Знам каде живее, но тој одамна заминал, избегал. Подобро воопшто не се плеткај со него. Како си, јагненце моје? Добро сум, мамо. Добро. Еве, многу дојдоа на посета. Господ нека ги благослови. Така е. Има многу луѓе што ја сакаат Вахиде. Ете, и јас не можев да довршам со јадењето. Благодарам. А јас си одам, дедо ми ме чека. Ајде, нека е здрав и жив дедо ти. Нека е со помин. Таман сега Ајде, ќе го пријатно, довршам Алекс. јадењето. Има и пријатен ден, Зарифе. Пријатно, Мустафа. Ајде. До гледање, Алекс. Нека е со помин, Вахиде, нека е со помин. Ајде. Поздрави го ветеринарот. Ајде. Зарифе? Уште ли не ја заврши чорбата? Готова е. Ама заборавивме да ставиме... Што сме заборавиле? Што е толку важно? Ај, ти се правиш дека не знаеш. Си видела јајла чорба без анасон? Може. Не може. И сестра ми така ја сака. Не може јајла чорба без анасон. Сега ќе одам јас и ќе земам. Веднаш ќе најдам и ќе донесам. Цела планина е полна со анасон. Но во планинава има секаде од оваа билка. Веднаш ќе најдам и ќе донесам. Не треба, бе, душо. Не се враќам, дури не најдам. И ќе дојдам додека да се исуши. Од каде ќе го најдеш во ова време? Рами Сага, би сакал нешто да те прашам. Ајде да прашај. Овој твојов намик, тој ли е тој, а? Тој ли е бегалецот што го бараш? Мочи. Осата јазикот да ти го гризне. Замолчи. И ѕидовите имаат уши. Велат дека и ридовите имаат очи. Точно е. Види, Хасан. После ова, ниту ти, ниту Мерием, ниту децата, ни еден од вас да не зборувате нигде. Ќе не обесат, сите ќе не обесат. Но тој го спаси животот на Вахите. Добар лекар бил. Молчи ме. Намик не е лекар. Ајде, кажи го тоа. Сепак тој е добар лекар што ми ја спаси Вахите. Молчи. На кројачот Хасан, твојот слуга, дај му ум, инаку ќе му го земам и тој ум што го нема. Рами Сага, би сакал уште нешто да ти кажам. Кажи. Ако западнеш во некоја неволја, ако тој суров командир не те остави намира, да знаеш дека јас сум покрај тебе. Да знаеш дека секојаш ќе бидам покрај тебе, Рами Сага. Да знаеш дека јас ќе го кријам намик. Ти благодарам, Хасан. Благодарам. Рами Сага, Кажи. намик не е лекар. Браво, Хасан. Ајде, пријатно. Ајде.
Господ да ве благослови. Благослови Рамис Ефенди. Благодарам, жив и здрав да си. Благодарам. Оздраве, фала му на Господ. Господине Рамис, нека е со помин. Како е Вахиде? Благодарам, подобро Ни е. влези да пиеме по едно кафе. Не можам, имам Сакам да работа. зборувам со тебе за една мала работа. Ја разбрав таа работа, но сега не е време за тоа. Не е за таа работа. Оваа работа се однесува на намик. Во врска со намик ли? Какво кафе сакаш? Обично, со малку шекер или средно кафе, а? Обично. Повели. Алекс! Зарифе, што се случи? Добро ли си? Да не се случи нешто на Вахиде? Не, ништо не се случи. Само дојдов да ти се заблагодарам. Да ти се заблагодарам што ја спаси сестра ми Вахида. Благодарам. Добро де. Ја спасив. Дотука дојде тоа да ми го кажеш? Не, дека ние дома кај нас правевме јајла чорба и видовме анасонот не завршил. Анасонот? И реков на мајка ми ќе одам да најдам и ќе се вратам. Во овој период нема анасон? Затоа се обидов тебе да те најдам, бидејќи ти се и знаеш, може би ќе можеш да ми помогнеш за ова. Анасонот е многу поразлично растение. Ако сакаш да бараме Зарифе, и ќе размислиме малку. Може. Дојди Зарифе, сега ќе седнеме таму. Јас не можам стоики да размислувам. Да седнеме. Зарифе, анасонот е многу поразлично растение. Тој не се наоѓа секаде. Да, Да седнеме ли? да седнеме. Повели. Сега, Зарифе, во овој период од годината нема анасон. Знам. Зарифе, Молам. сакам нешто да ти кажам. Вистина? Види, Алекс бил тука. Каде си бе, Македонче? Бугарин, тебе ли ќе ти дадам сметка? И доликува ли на една муслиманка доди со македонец, а? Отиде предалеку, Владимир. Алекс? Кажи и да се тргне. Да се тргне. Алекс! Дали нешто ви кажав на вас, бе? И што рече, бе? Реков немој да го изнервирате македонецот. Алекс, внимавај! Вас да не ви испрати оној гад Димитри. Алекс? Гадови. Алекс, добро си? Алекс? Добар сум, Зарифе. И така, господине Рамис, долго време храниш еден бегалец во твојата куќа. Командорот кога ме праша, ништо не кажав. А знаеш ли зошто? Благодарам, дете. Не одолговлекувај, господине Џабар, што сакаш? Јас сакам, Хатидже, бе. Сакам оваа недела да направиме свадба. Што вели за тоа? Ќе биде ли во ред тоа? Заврши ли се разговорот, господине Џабар? Завршив. Размисли добро. Сакам до утре да ми одговориш. Ама, господине Рамис, овој пат немој да ме изиграш. Немој да ме ставиш во ситуација да му кажам на командирот Джезми дека храниш бегалец во твојата куќа. Во ред ли е? Ајде сега пријатно. Си го покажа правото лице, господине Џабар.
Како велат? Во лошите денови се препознава правиот пријател, но ти не можеш. Господи, што ќе правам јас? Како прво му должам живот на Мустафа? Второ, не можам да ја омажам Хатиче за овој идиот. Трето, командирот Джезми нема да не остави намира. Има уште многу, ама да не ти ја отечам главата. Што да правам? Што сакаат овие од тебе, Алекс? Што може да сакаат гадови? Што сакаат од сестрати? Караница, борба. Господ ќе им плати, дај Боже. Овие да не дојдат пак? Не ми се верува. Нема да се кријат тука, избегале. Колку се лоши, како исплашени кокошки, нели? Но споредбата што ја направи добра е. Ако те боли, кажи. Ќе ти кажам. Многу те боли? Не. Да ти кажам зошто не ме боли? Раката ти е како ветренце. Ме допира и си заминува. Колку убаво ме гледаш. Зарифа? Ќе дојдеш ли? Утре на исто место, Зарифа. Зарифа!